Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Великденските празници поминаа, почитувани слушатели, како што сите знаеме. Се надевам дека сите во добро здравје и расположение го прославивте Воскресението Христово. Вечерва пак ние со емисијата ќе одиме Македонија низ историјата, ќе се потрудиме да дадеме историски времеплов, а исто и мој коментар на неделата. А убавата македонска песна од Македонската ризница ќе ја придружиме кон оваа вечерашна наша емисија, за да вашите срца бидат разиграни, распеани. Па ајде да отпочнеме.
Леринското друштво со председателката Мери Уто и нејзината управа и ова година не заборави да го одбележи денот на мајката Mother's Day во знак на респект. На 3 мај во големата сала на црквата Свети Климент Охридски од 1 час од попладне со богат ручек кој чини $60, а за деца до 12 години $25. За резервации јавете се до председателката Мери Уто на телефон 416-400-5475 или Джим Мангос на 647-333-8052. Вимпи се ресторанти синџир на ресторанти во многу места во Онтарио кои со нивното богато јадење, како што се хамбурги, риба, шиш кебаб, фиш енд чипс, разни видови салати, го задоволуваат вашиот вкус за многу поволни цени. Не случајно Вимпи се едно од непознатите имиња на ресторанти овде во Онтарио. Јавете се на телефон 416-269-4679. И оваа година Радиочасот Глас од Македонија има потреба од вашата помош. Помогнете не за да и понатаму постои и продолжи да се емитува ова најстара радиопрограма во иселеништвото. Телефонот е 416-691-7184 или 647-780-6549. А вие кои се уште не сте се определиле за одење во Македонија, имаме се уште места, може да се најдат за поволни цени, да одите до Охрид или до Скопје и враќање од Охрид или од Скопје, а телефонот ни е 647-780-6549. Македонската православна црква Свети Климент Охридски располага со 3 модерно опремени сали за вашите фамилиарни веселби. Јавете се на телефон 416-421-7451, а исто така повелете и на богослужбите од 10 часот утрото. Секој пак четврток од 12 часот наплавне заеднички ручек. И Македонската православна црква Света Недела од Ејџекс ви соопштува дека на располагање ви стои удобна сала за вашите крштевки, родендени или помали свадби, а секој вторник повелите на заеднички ручек од 12 часот наплавне, каде председателот на пензионерското друштво Мајк Кожулски ви посакува добар апетит, а секоја среда на заедничко дружење на оро и песна. Исто и на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Телефонот е 905-431-4944. Уште една наша македонска православна црква во градот Хамилтон, а тоа е Свети Наум Охридски, каде председателот на црквата Свети Наум Охридски со неговата управа Крис Клашов ги задоволува сите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки и слично со нивниот сервис и добро подготвеното јадење. Затоа пак секоја недела и во православните празници се одржува богослужба од 10 часот утрото. Телефонот е 387-0111. Управниот одбор на Обединети македонци организацијата, предводена од председателот Ристо Дурловски, ве поканува на изборното собрание, тоа е в недела на 26 април во 1 час од попладне во малата сала при црквата Свети Климент Охридски во Торонто. Повелете сите членови ви посакува председателот Ристо Дурловски од организацијата Обединети македонци да избереме нова управа за следните 2 години. Па ви посакува заедно со секретарот Драги Стојковски добро попладне и пријатна вечер. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549.
pogled bezbroj sni, moite želbi nema broj, što me pleni, ljubi me ti, nova nadeš, srce grej, štom ke stajiš oči dve, tvoj od pogled moj je plen, štom go plenit, ljubi me ti. Nema tajni ova mala sreća, da te ljubam, zar to ne se, i da postoji ova mila neznana jeden tvoj mal, sramežljiv bakneš, jeden bakneš, pesni roj, jeden pogled, bezbroj sni, mojte želbi nema broj, što me pleni, ljubi me ti. Nova nadeš, srce grej, štom ke stajiš oči dve, tvoj od pogled moj je plen, štom go plenit, ljubi me ti. Nema tajni ova mala sreća, da te ljubam, zar to ne se, i da postoji ova mila neznana nadeš, za jedan tvoj mal, sramežljiv bakneš, jeden bakneš, pesni roj, jeden pogled, bezbroj sni, mojte želbi nema broj, što me pleni, ljubi me ti, što me pleni, ljubi me ti, što me pleni, te ljubam ja. А сега повторно продолжение од Македонија низ историјата. Сосема погрешно и крајно го потценил непријателот. Горделиво ја одбил воената помош што му ја нуделе дарданците, велејќи дека ако македонците сами го покориле целиот исток, сега немаат потреба од дарданци за да си ги заштитат границите. Кераун се фалел дека ги има за војници синовите на оние што служеле воена служба под Александар и станале победници на целиот свет. Задоен со лажен оптимизам, тој ја одбил понудата од келтите да им исплати пари за да ги поштедат неговите земји. Напротив, пред воопшто да успее да ја собере сета своја војска, тој им тргнал во пресрет на напаѓачите. Зимата 280-79 стара ера, двете војски се судриле во бој. Македонците доживеале тежок пораз, а Кераун останал на бојното поле. За прв пат по 80 години еден македонски владетел не само што бил поразен, туку и го загубил животот. По поразот во Македонија настанал вистински хаос. Ниту Мелеагар, братот на Кераун, ниту Антипатар Етесија, внукот на Касандар, не биле способни да пружат ефикасен отпор против напаѓачите. Се чинело дека на вистина се исполнува пророштвото на дарданскиот владетел, кој рекол дека славното македонско кралство ќе пропадне поради неразумноста на еден недозреан младич. Па сепак не било се загубено.
Во тој миг на чело на војската застанал македонскиот благородник Состен. За животот и кариерата на Состен пред келтската инвазија не се знае ништо, иако веројатно бил поранешен заповедник во војската на Лисимах. Сега војската му понудила престол и кралска власт, но Состен одбил. Во тоа немирно време, многу поважно било да се организира ефикасна одбрана, отколку да се освојува власт. И покрај македонските загуби, Состен успеал да го совлада првиот бран од келтскиот налет. Одбранбените мерки што ги презел биле толку ефикасни, што иако подоцна бил поразен, келтите побрзале да ја минат Македонија и да се префрлат во Хелада. Таму пак ги чекале нови неуспеси. Во обид да го освојат светилиштето на богот Аполон во Делфи, келтите претрпеле тежок пораз и почнале да се повлекуваат. И покрај првичната катастрофа, Македонија ја надминала и оваа сериозна криза. Но токму, кога се очекувало работите да почнат да се средуваат, Состен умрел. Со неговата смрт, во Македонија настанало општо безредие. Во исто време се појавиле тројца претенденти за престолот. Антипатар Етесија, Птолемај, синот на Лисимах и Аридај, за кого ништо не се знае. Никој од нив не успеал да се наметне на целата територија на Македонија, а колку состојбата била критична, може да се заклучи од тоа што во градот Касандреа власта успеал да ја освои еден локален тиранин. Сепак, за еден човек келтската наезда била среќна околност. По поразот од Кераун, Антигон Гоната морал да се повлече во Хелада, каде неговите позиции уште повеќе ослабнале. Тој се обидел да се префрли во Мала Азија, каде се судрил и со Антиох I, наследникот на Селевк, но и во тој судир не постигнал ништо значајно. Се чини дека во меѓувреме уште еднаш се обидел да влезе во Македонија, но бил одбиен од Состен. Бидејќи му станало јасно дека во Мала Азија нема да постигне ништо, Антигон Гоната склучил договор со Антиох I. Како дел од договорот, Антигон се оженил со Фила, ќерката на Антиох. Од тогаш па се до падот на Македонија под римска власт, односите меѓу двете кралски куќи ќе останат пријателски. Откако се повлекол од Мала Азија, Антигон се префрлил на тракискиот Херсонес. Тука во близина на Лисимахеја, во јадрото на старата држава на Лисимах, во 277-та стара ера пресретнал голема келтска војска која бројала 16.000 борци. Единствениот зачуван приказ на битката кај Лисимахеја е мошне нејасен, иако од текстот се добива впечаток дека ноќната битка била решена со една стапица подготвена од Антигон, вистината е дека станувало збор за еден хаотичен и несреден ноќен судир. И како и да е, војниците на Антигон успеале да го разбијат налетот на келтите. Остатоците пак од поразените келти се повлекле во внатрешноста каде основале кралство, што ќе опстане 60 на години. Благодарение на оваа победа, авторитетот и угледот на Антигон значително пораснаа. Сега, по оваа победа над келтите, а додека во Македонија се уште владеел немир, Антигон со право можел да се надева дека најпосле ќе успее да се добере до македонскиот престол. Антигон Гонат ја оставил зад себе Лисимахеја и се упатил кон Македонија. Секако таму го очекувале борби со другите претенденти на престолот. Прво морал да се судри со Антипатар Етесија, кој се уште контролирал делови од Македонија. Победата во оваа битка му ја донеле келтските наемници што сега се нашле во негова служба. Потоа морал да излезе на крај, дури и со бунтот на истите овие платеници кои барале повеќе пари од што било договорено. Но особено тешка се покажала борбата со Аполодор, тиранинот на Касандреа. Цели 10 месеци Гоната безуспешно го опсадувал градот и најпосле, со помош на еден познат пират, успеал да се провлече внатре и да го стави градот под своја контрола. До крајот на 276-та од стара ера, Антигон Гоната ја наметнал својата власт во цела Македонија. Кога најпосле седнал на македонскиот престол, Антигон Гоната имал околу 43 години. По своето образование и карактерот, многу се издвојувал од другите владетели во тоа време. Неговото однесување било едноставно и непосредно. Бил познат по тоа што често се изразувал саркастично. Уште од младоста му се посветил на изучувањето на философијата. Неговата љубов кон философијата се должела на изучувањето и на блиското пријателство со Менедем од Еретрија и со стоикот Дзенон. Подоцна токму дел од кружокот на Менедем ќе се пресели во дворецот на Антигон. Од Дзенон пак Антигон го прифатил стоицизмот, па веројатно под влијание на ова учење ја искажал познатата реченица дека владењето е благородно робство.
Иако ја одбил поканата на Антигон да дојде во неговиот дворец, Дзенон се до смртта останал близок со својот поранешен ученик. Подоцна философите го истакнувале токму примерот на Антигон како доказ дека недостатоците на таткото не секогаш преминуваат и на синот. Антигон ја немал генијалноста на својот татко, ниту пак бил извонреден војсководец колку што победувал, толку пати доживувал и порази. Но во тоа време Антигон бил совршениот човек за Македонија. На државата со години измачувана од династички борби и надворешни напади не и требал блескотен војсководец, туку мудар администратор. Антигон бил токму таков човек. Антигон Гоната потекнува од славни државници, по таткова страна бил внук на големиот Антигон Едноокиот, а од страната на мајка му потекнувал од намесникот Антипатар. Сепак, владењето на неговиот татко им останало во толку лош спомен на македонците, што Антигон сватил дека мора да докаже дека не е од ист ков со Деметрий. Затоа по подолго време еден крал на Македонија повторно живеел во престолнината Пела. Сите планови за освојување биле напуштени, а Антигон пак ја насочил својата енергија кон стабилизирање и возобновување на благосостојбата во државата. Откако била подсредена ситуацијата во Македонија, зимата 376 стара ера, на голема свеченост во Пела била прославена свадбата со Фила. За таа прилика славниот поет Арат од Соли напишал химн. Арат не бил поет на поминување, некој што дошол по нарачка на владетелот. Тој бил дел од кружокот што Антигон го создал околу себе. Во неговиот дворец имало представници на сите гранки на уметноста за кои Антигон пројавувал интерес. Некои од членовите на овој кружок дошле заедно со философот Менедем, а некои пак подоцна. Главен дворски поет бил Арат. Освен химната во чест на свадбата на Антигон и Фила, тој напишал и пофалба на Антигон и песни за кралицата Фила. Токму на поттик на кралот, Арат го составил своето најславно дело со наслов Небески поем. Но тој не бил единствениот поет што престојувал кај Антигон. Тука били и Антагора од Родос, Александар од Ајтолија и многу други. Од историографите пак, тука бил Хиероним од Кардија, најголемиот историограф на својата генерација. Хиероним имал видна улога во борбите на дијадосите. Најпрвин како приврзаник на Евмен, а потоа и на Антигон Едноокиот и Деметрий. На стари години се повлекол во Пела, на дворот на Гоната, каде во мир ја пишувал својата историја. Неговото дело почнувало со смртта на Александар Велики, а завршувало со смртта на Пир. Загубата на ова големо дело е еден од најтешките удари за современите историчари. Главен представник на философите бил Персеј, кој го минал својот живот во дворецот на Гоната. Извесно време таму престојувале и киничарот Бион од Бористен и Тимон од Флиунд. Ако Антигон се надевал дека неговите неволји завршиле, тогаш сериозно се излажал. Додека тој се обидувал да ги среди приликите и да им се наметне на македонците на запад од него во Епир, се вратил опасниот и непредвидлив Пир. Години што зборат туку векови за нас, сите мислат дека можат да не премолчат. Ајде сега една песна се македонска, дружно браќа да запееме. Ајде сега едно оро се македонско, дружно браќа да заиграме. Стара лука една мајка, сите нас не родила. Од Вардар Пирин дур до Солуна, име е Македонија.
не родила. Нека знам, мајко, што ни остана. Нема друга Македонија. Стара лука, една мајка, сите нас не родила. Од Вардар Пирин дур до Солуна, име е Македонија. Стара лука, една мајка, сите нас не родила. Нека знам, мајко, што ни остана. Нема друга Македонија. Нема друга Македонија. А сега да одиме од историскиот македонски времеплов. На 19 април 885 година во Моравија умре Методи Солунски, постариот брат на Константин филозоф Кирил, двајцата македонски и сесловенски учители и просветители. Тие всушност заминаа во Моравија да го шират христијанството. Методија е роден околу 825 година. Постхумно е одликуван доктор Атанас Коцарев, македонски, француски, швајцарски, светски научник, кој соработувал и со Нобеловката Марија Кири. Таа, колку што знаете, Пјер и Марија Кири, Марија беше полјакина, а Пјер беше французин, и тие беа и физичари и хемичари. Така да самиот Коцарев, инаку Љупчо Коцарев, е од фамилијата на Атанас Коцарев. Атанас Коцарев е роден во Охрид на 26 март 1890 година во старото познато и угледно охридско семејство Коцаревци. Основно образование завршил во родниот град, а гимназија во Солун и Битола, а во Женева дипломирал на медицинскиот факултет. Во Швајцарија останал да работи како асистент, лекар и приватен доцент на онкологија на Универзитетската клиника во Женева. Кратко во 1927 година бил професор на експериментална патологија на Американскиот коледж по медицина во Истанбул, Турција, а во 1928 година се преселил во Франција, каде што, како што ја запознал и својата свршеница Сесил Пинел. Во 1931 година на медицинскиот факултет во Париз го одбранил својот втор докторат. На 18 април 1941 година со одобрение на Хитлеровата врховна команда, единиците на 5-та бугарска армија со 6-та и 7-та пешадиска дивизија ја започна воената окупација на Македонија, која дотогаш била под окупација на Кралството на Југославија, кое капитулирало по нападот од Германија и Италија, што значи бугарите, како што кажуваат, не беа администратори, туку фашисти, нацисти, злочинци. На
8 април во 1993 година со акламација на Генералното собрание на Обединетите нации, земјава нашата Македонија беше примена за 181 полноправна членка на Светската организација врз основа на резолуцијата 817 на Советот за безбедност на Обединетите нации од 7 април 1993 година. Со тоа беше потврден низиниот меѓународно правен субјективитет по изразената референдумска волја на македонските граѓани на 8 септември 1991 година за самостојна и независна држава, што за жал злочинецот, иначе би рекла и убиецот на македонството Зоран Заев, уништи се. На 4 април 1944 година германците го раниле, го заробиле, а потоа го обесиле на дрво Лазо Мицев Рале. Смртта на партизанот Лазо Мицев Рале. Ете, тоа беше од македонскиот историски времеплов. И во овие речиси 25 минути да одиме и со мојот коментар на неделата. Мојата покојна баба велеше:
И ние, христијаните, а и муслиманите и евреите, а не спомнуваше други религии, бидејќи не знаеше, сите веруваме во еден Господ. Добро е зашто Господ оди се уште по земјата, да не дојде тој на темаго, за ѓаволот така велеше, зашто тогаш ќе биде лошо за сите нас. И навистина дојде ѓаволот сега да оди по земја и да не врти напрс како што сака. Ова го зборувам повеќе за политичарите во светот, кројачите на државите во светот, со длабоката држава што е во Америка и пушти длабоки корени низ целиот свет, заљубени во самите себе и со големото его, а старите велат: ако се сакаш само себе си, тогаш ти не можеш да го сакаш Бога, зашто сите ќе ги уценуваш за да ти бидеш секогаш нај. А сите знаеме дека Господ Бог е идеален или совршена личност, затоа тоа е и совршена љубов, совршена вистина, совршен живот. Ова не е моја мисла. Јас само ја користам, како и некои други, во овој мој неделен коментар. Меѓутоа, каде е таа меѓусебна љубов меѓу нас македонците, посебно кога се работи за националното прашање? Љубовта која е така наречена царица на сите позитивни чувства или мајка на сите добрини, благодети, не случајно ја имаме и светињата Света Софија со ќерките љубов, вера и надеж, зашто ако вистински се сака нештото, тогаш веруваш и се надеваш и затоа со таа вера станува стварност. Токму затоа, како и многу пати што сум рекла, ако и во фамилијата понекогаш имаме недоразбирање и пак сме заедно и продолжуваме да одиме напред кон поубави денови во животот, тогаш и сите ние македонците без разлика на наши меѓусебни недоразбирања или понекогаш и расправи, ако се работи за Македонија и низиниот опстанок како држава со свој македонски народ, своја нација, јазик, историја, култура, црква, односно македонски идентитет, тогаш дајте да одиме по примерот на евреите. Овој Филипче со неговата банда најде нов материјал за да го критикува Мицковски, односно фрла критика врз Мицковски со неуспехот на унгарскиот председател Виктор Орбан, иако не е свесен дека тој има своји наследници Орбановци, кои ќе го следат неговиот патот кон БРИКС, зашто тоа е еднината на овој свет. Доста со тој гнев, омраза, завидливост. СДСМовците си го покажаа својот вистински лик, своите рогови со доаѓањето на муртинскиот монструм Зоран Заев. Не случајно, при една од моите посети кај председателот Глигоров на моето прашање колку треба да бидеме предпазливи од надворешните сили, тој рече: со однадвор ќе можеме некако да работиме дипломатски, но треба да внимаваме најмногу од домашниот фактор, од домашните. Навистина сосема точно. Ако сме сите заедно, единствени, како сложни браќа во приказната, секогаш ќе успееме. За жал имаме шпиони, предавници на македонизмот, кои гледат низ призма на пари, на нивни лични интереси, а не се свесни дека поговорката вели: ако светот те сака, а твоите не те сакат, тогаш ти си најсиромашниот што постоиш. И обратно, ако светот не те сака, а твоите те сакаат, тогаш ти си најбогатиот на светот. Со овогодишниот Великден нека отпочне разумно, без некакви инаети, завист или да се радуваме на незгодни работи према некого или према нешто што се случило од нас, да се здружиме треба сите заедно кога е македонството во прашање. Кога се отвори вистината дека Македонија е кралската земја на светот, најстаро државно име во Европа, а можеби и во светот, и затоа тој див запад, Англија, Франција, Германија, Америка ни го забранија тоа наше свето име, но Господ ја отвора вистината. Многу локалитети се пронајдени во Република Македонија. Една од нив е ископувањето кај прилепското село Бонче, за кое се мисли дека тука беше престолнината на таа македонска држава, градот Пелагонија. И што е интересно, што е она што грците го излажеја светот, дека во Кутлеш ја нашле гробницата или гробот на Филип II Македонски, е чисто лага, зашто и во оваа гробница во село Бонче е од истиот тип градбата, а и во Охрид, што
кои што за жал нема доволно финансиски средства државата за да врши ископување, а не е чудно ако баш во овој локалитет во село Бонче Прилепско е закопан Филип II македонски кралот. И што е интересно таму, шлемот, зборувам сега за во Кутлеш. Интересно во Кутлеш е во гробницата што шлемот што го пронајдоа е доста голем, поголем од главата на Филип што беше, што значи главата на Филип не беше така голема како што го најдоа голем шлемот. Верувале или не, градот Троја исто така ќе биде кај Демирхисарско, кај селата, а не како што се пишува кај денешна Турција, додека пак гробот на Александар III Македонски исто така во овој вардарски дел на Македонија, во Република Македонија. И не случајно реков дека Македонија со откривање на гробот на Александар Македонски ќе биде најголемата атракција на светот, каде речиси сите народи во светот ќе доаѓаат на поклонение пред гробот на великанот Александар. И уште нешто. Доколку владата на Мицковски, па и Давкова, без разлика на разни закани од западните сили, без разлика на притисоци, време е да се свртат кон БРИКС, отфрлајќи ја за секогаш таа нацистичка, фашистичка Европска унија, начело со Урсула фон дер Лајн, која потекнува баш од фашистичка фамилија. Со влегување во БРИКС нема да бидеме контролирани каде оделе парите што правиме дома и слично, што чаушите на Европската унија сето тоа го прават како некои диктатори. Тогаш ќе се отвори патот на свилата, односно водниот сообраќај ќе се отвори, каде ќе пловат трговски бродови, а и патнички за пократок пат, но тоа ќе биде Дунав, Морава во Србија и Вардар, па се до Егејско море. Верувам дека знаете да Кина ги има откупено пристаништата во Солун и Пиреја, така да, значи, ја имаме шансата да се направи таа Дунавска, Моравско-Вардарска долина. Што значи, за владата на Мицковски е вистинското време да се сврти кон БРИКС и да сврти на таа скапана Европска унија, која полека се распаѓа, зашто многу фирми во државите од Европската унија се затвораат, а пример ќе ја земам Германија, Deutsche Welle банката, фирмата за автомобили не е само германска, веќе тука и американска, авиокомпанијата Lufthansa нон-стоп е се уште на штрајк, се прават протести, што значи кризата си го доби своето, а старите што велат, рибите можеш најмногу да ги фаќаш кога е матна водата. Токму затоа, како и председателот на Србија Александар Вучич и при неколкуте атентати што беа направени врз него, заканите од Европската унија и Америка, Србија, иако не е во Европската унија, тој не се предаде. Им кажа отворено дека НАТО не му треба не и треба на Србија, а тој нема да слуша никого. Ќе соработува со секоја една држава каде има поголем интерес, но нема да дозволи никој да му каже во неговата држава што да прави. А тука вклучувајќи ја и Русија и Кина, каде Сони веќе влезе во БРИКС. Може би затоа со многите инвестиции Србија е една од најнапредните држави во Европа, вклучувајќи ги и државите во Европска унија. Се надевам дека и Мицковски ќе почне подлабоко да размислува и конечно да се сврте кон БРИКС, затоа тоа е и светлата иднина, свртувањето кон БРИКС. И ние македонците треба да се сплотиме, да се здружиме и сите заедно да тргнеме со големото ура. А како што отпочнав, колку е значајна љубовта или почитувањето меѓу нас, така и ќе завршам. Љубовта е патот, вистината, животот за сите нас. Па ајде заедно со молба кон Бога и активност да го донесеме воскресението за Македонија. Slušam saljadovi, starci sami sal se žala i tuginci na sliki fala.
postana, stranci ti je postana, domoj prazni ostana ja. Razbudi se, Makedonijo, tvoj ta sila, evo mladi te. Otvorim širom porti i vrati gi vo pregradki. Otvorim širom porti i vrati gi vo pregradki. Da работат, заработат, да живеат, уживат и за крила да им бидеш, достоинство да им дадеш. Школи деца да наполнат, джагор сегде да донесат, насмејани лица цели, а не тажни по свет бели. Разбуди се, Македониjo, твојта сила, evo mladite. Otvorim širom porti i vrati gi vo pregradki. Razbudi se, Makedonijo, tvojta sila, evo mladite. Otvorim širom porti i vrati gi vo pregradki. Otvorim širom porti i vrati gi vo pregradki. И на крај да одиме со вестите од Македонија. Во Македонија за гласање беа пријавени само 210 бугарски државјани. Премиерот Христијан Мицковски рече дека очекувал повеќе и се надева дека идната бугарска влада ќе биде со јасна проевропска и добрососедска ориентација. Можам да кажам дека сум благо разочаран поради нискиот одзив на македонските бугари, бидејќи само 250 македонски бугари се заинтересирани да учествуваат на овие избори, од оние според Радев и луѓето околу него повеќе од 200.000. Очекував излезеноста да биде малку поголема, но истовремено очекувам дека граѓаните во Бугарија, кои што гласаат во Бугарија, ќе изберат премиер, односно председател на владата, кој што ќе биде јасно проевропски ориентиран, добрососедски ориентиран. И во случај Радев самиот да формира влада и во случај таа да биде коалицијска, не треба да се очекува отстапки од Софија од познатите позиции од 2022 година, смета поранешниот амбасадор Ристо Никовски. Според него, потребна е дипломатска офанзива од наша страна. Во односите со Македонија, у Бугарија нема да променат ниту овие парламентарни избори, ниту следните 10, веројатно 20 и повеќе. Било да се држуваат тие како сега на 6 месеци или во редовни 4 години. Бугарската политика према Македонија е зацементирана, вековна и нема никаков повод ни причина да се менува. Напротив, тие може да бидат презадоволни, бидејќи своите екстремни фантазмагори и историски синдроми
успеа да ги вметнат во преговарачката рамка, преку која Македонија никогаш нема да влезе во Европската унија. Според тоа, топката е во нашиот двор и ние сме на потек. Ако сакаме било какви промени, ако сакаме навистина да одиме према Брисел, што е интерес и на државата и на граѓаните, ние мораме да тргнеме во акција и да ги промениме сегашните состојби. Прво и основно е, Македонија мора да расчисти во односите со Бугарија, и тоа на еден радикален начин, бидејќи тие односи ќе се постават на равноправна и реципрочна основа, бугари кај нас, македонци тамо, или Бугарија никогаш нема да не пушти во Европската унија. Да се разбереме, утре да го смениме уставот, ништо нема да добиеме. Задуте да ги почнеме преговорите и да ги завршиме за 3 месеци, на крајот од денот Бугарското собрание ќе мора да го ратификува нашето членство. А ви тврдам и гарантирам, Софија никогаш нема да не пушти во Унијата како македонци, ако не прифатиме дека сме бугари по род, дека имаме јазик кој е нивни дијалект и дека историјата ни е заедничка, односно бугарска. Македонија е меѓу првите 3 држави во Европа кои примениле најмногу мерки за справување со ценовните шокови по ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток, кажа премиерот Христијан Мицкоски на денешната пресконференција, повикувајќи се на анализи на Меѓународниот монетарен фонд. Според него, ова е демант на критиките од опозицијата, но лидерот на СДСМ Венко Филипче и денеска ги повтори оценките дека мерките се задоцнати и половични. Сандра Спасовска. Македонија е трета земја во Европа која вовела навремени мерки за спречување на ценовен шок за своите граѓани по војната на Блискиот Исток. Ова го покажале податоците од анализите на европско ниво кои ги спровел Меѓународниот монетарен фонд, објавени на 15 месецов, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. На пресконференцијата рече дека со ова се побиваат сите критики од опозицијата дека државата не реагирала на време и соодветно. Се сеќавате, изминатиот период Социјалдемократскиот сојуз и останатите коалициони партнери на Социјалдемократскиот сојуз во поранешната влада, како што е Демократската унија за интеграција, велеа дека доцнеме со мерките, дека тие мерки не биле доволни и така натаму, но според Меѓународниот монетарен фонд, податок објавен на 15 април, односно тоа е пред неколку дена, 4 дена, можете да забележите дека ние како држава сме на 3-то место според мерките кои што сме ги примениле како процент од бруто домашниот производ во Европа. Лажеа за мигранти, лажеа дека ќе сме банкротирале, лажеа дека ќе нема за пензии, уште што ли све не излажаа, па така излажа и за мерките кои што ги применивме. Презентирајќи ја компаративната анализа пак која тие изработиле како влада, Мицкоски уште еднаш повтори дека Македонија е земја со неевтини цени на бензините и дизелот во регионот и пошироко. Акцизите остануваат намалени до 4 мај, додека повластена стапка на ДДВ од 10% по вчерашната владина седница кима само кај бензините. Според премиерот, ваквата владина одлука се должи на цените на светските берзи и и покрај враќањето на ДДВ-то на 18% кај дизелот, повторно очекува утре да има намалување на цените во просек по £1,50. Со оглед на движењето на цените на дизел горивата на плац, заклучивме дека со враќањето на данокот на додадена вредност од 18% повторно ќе имаме намалување на цената на дизел горивото. Експресно на пресконференција по владината реагираше лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче, кој рече дека погрешните владини политики скапо ги плаќаат граѓаните. Граѓаните скапо ги плаќаат бајките и неспособноста на премиерот Мицкоски. Ги плаќаат со празни џебови и со празни фрижидери. Баравме и предупредувавме дека се потребни конкретни мерки за помош на граѓаните уште пред скоро 2 месеци, кога започна кризата на Блискиот Исток. Премиерот и владата не презедоа буквално ништо.
Инаку до крајот на април на сила останува и договорениот попуст кој ОКТА им го дава на компаниите кои се снабдуваат од рафинеријата, и тоа од 3 денари за дизел и 2 денари за литар бензин. Во однос на мерки за цените на храната, од владата остануваат на ставот дека со нив не треба да се брза и доколку се носат треба да бидат таргетирани. Една од опциите која се споменува е намалување на ДДВ од 5 на 0% за одредени сезонски производи. Со оваа информација ги завршуваме вечерните вести. Останете со Канал 5. Пријатно. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на Subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ. Така да самиот Коцарев, инаку Љупчо Коцарев е од фамилијата на Атанас Коцарев. Атанас Коцарев е роден во Охрид на 26 март 1890 година во старото познато и угледно охридско семејство Коцаревци. Основно образование завршил во родниот град, а гимназија во Солун и Битола, а во Женева дипломирал на медицинскиот факултет. Во Швајцарија останал да работи како асистент, лекар и приватен доцент на онкологија на Универзитетската клиника во Женева. Кратко во 1927 година бил професор на експериментална патологија на Американскиот коледж по медицина во Истанбул, Турција, а во 1928 година се преселил во Франција, каде што, како што ја запознал и својата свршеница Сесил Пинел. Во 1931 година на медицинскиот факултет во Париз го одбранил својот втор докторат. На 18 април 1941 година со одобрение на Хитлеровата врховна команда, единиците на 5-та бугарска армија со 6-та и 7-та пешадиска дивизија ја започна воената окупација на Македонија, која дотогаш била под окупација на Кралството на Југославија, кое капитулирало по нападот од Германија и Италија, што значи бугарите, како што кажуваат, не беа администратори, туку фашисти, нацисти, злочинци.
8 април во 1993 година со акламација на Генералното собрание на Обединетите нации, земјава нашата Македонија беше примена за 181 полноправна членка на светската организација врз основа на резолуцијата 817 на Советот за безбедност на Обединетите нации од 7 април 1993 година. Со тоа беше потврден низиниот меѓународно правен субјективитет по изразената референдумска волја на македонските граѓани на 8 септември 1991 година за самостојна и независна држава, што за жал злочинецот, иначе би рекла и убиецот на македонството Зоран Заев, уништи се. На 4 април 1944 година германците го раниле, го заробиле, а потоа го обесиле на дрво Лазо Мицев Рале. Смртта на партизанот Лазо Мицев Рале. Ете, тоа беше од македонскиот историски времеплов. И во овие речиси 25 минути да одиме и со мојот коментар на неделата. Мојата покојна баба велеше:
и ние христијаните, а и муслиманите и евреите, а не спомнуваше други религии, бидејќи не знаеше, сите веруваме во еден Господ. Добро е зашто Господ оди се уште по земјата, да не дојде тој на темаго, за ѓаволот така велеше, зашто тогаш ќе биде лошо за сите нас. И навистина дојде ѓаволот сега да оди по земја и да не врти напрс како што сака. Ова го зборувам повеќе за политичарите во светот, кројачите на државите во светот, со длабоката држава што е во Америка и пушти длабоки корени низ целиот свет, заљубени во самите себе и со големото его, а старите велат, ако се сакаш само себе си, тогаш ти не можеш да го сакаш Бога, зашто сите ќе ги уценуваш за да ти бидеш секогаш нај. А сите знаеме дека Господ Бог е идеален или совршена личност, затоа тоа е и совршена љубов, совршена вистина, совршен живот. Ова не е моја мисла. Јас само ја користам, како и некои други, во овој мој неделен коментар. Меѓутоа, каде е таа меѓусебна љубов меѓу нас македонците, посебно кога се работи за националното прашање? Љубовта која е така наречена царица на сите позитивни чувства или мајка на сите добрини, благодети, не случајно ја имаме и светињата Света Софија со ќерките љубов, вера и надеж, зашто ако вистински се сака нештото, тогаш веруваш и се надеваш и затоа со таа вера станува стварност. Токму затоа, како и многу пати што сум рекла, ако и во фамилијата понекогаш имаме недоразбирање и пак сме заедно и продолжуваме да одиме напред кон поубави денови во животот, тогаш и сите ние македонците без разлика на наши меѓусебни недоразбирања или понекогаш и расправи, ако се работи за Македонија и низиниот опстанок како држава со свој македонски народ, своја нација, јазик, историја, култура, црква, односно македонски идентитет, тогаш дајте да одиме по примерот на евреите. Овој Филипче со неговата банда најде нов материјал за да го критикува Мицковски, односно фрла критика врз Мицковски со неуспехот на унгарскиот председател Виктор Орбан, иако не е свесен дека тој има своји наследници Орбановци, кои ќе го следат неговиот патот кон БРИКС, зашто тоа е еднината на овој свет. Доста со тој гнев, омраза, завидливост. СДСМовците си го покажаа својот вистински лик, своите рогови со доаѓањето на муртинскиот монструм Зоран Заев. Не случајно, при една од моите посети кај председателот Глигоров на моето прашање колку треба да бидеме предпазливи од надворешните сили, тој рече: со однадвор ќе можеме некако да работиме дипломатски, но треба да внимаваме најмногу од домашниот фактор, од домашните. Навистина сосема точно. Ако сме сите заедно, единствени, како сложни браќа во приказната, секогаш ќе успееме. За жал имаме шпиони, предавници на македонизмот, кои гледат низ призма на пари, на нивни лични интереси, а не се свесни дека поговорката вели: ако светот те сака, а твоите не те сакат, тогаш ти си најсиромашниот што постоиш. И обратно, ако светот не те сака, а твоите те сакат, тогаш ти си најбогатиот на светот. Со овогодишниот Великден нека отпочне разумно, без некакви инаети, завист или да се радуваме на незгодни работи према некого или према нешто што се случило од нас, да се здружиме треба сите заедно кога е македонството во прашање. Кога се отвори вистината дека Македонија е кралската земја на светот, најстаро државно име во Европа, а можеби и во светот, и затоа тој див запад, Англија, Франција, Германија, Америка ни го забранија тоа наше свето име, но Господ ја отвора вистината. Многу локалитети се пронајдени во Република Македонија. Една од нив е ископувањето кај прилепското село Бонче, за кое се мисли дека тука беше престолнината на таа македонска држава, градот Пелагонија. И што е интересно, што е она што грците го излажеја светот, дека во Кутлеш ја нашле гробницата или гробот на Филип II Македонски, е чисто лага, зашто и во оваа гробница во село Бонче е од истиот тип градбата, а и во Охрид, што
кои што за жал нема доволно финансиски средства државата за да врши ископување, а не е чудно ако баш во овој локалитет во село Бонче Прилепско е закопан Филип II македонски кралот. И што е интересно таму, шлемот, зборувам сега за во Кутлеш. Интересно во Кутлеш е во гробницата што шлемот што го пронајдоа е доста голем, поголем од главата на Филип што беше, што значи главата на Филип не беше така голема како што го најдоа голем шлемот. Верувале или не, градот Троја исто така ќе биде кај Демирхисарско, кај селата, а не како што се пишува кај денешна Турција, додека пак гробот на Александар III Македонски исто така во овој вардарски дел на Македонија, во Република Македонија. И не случајно реков дека Македонија со откривање на гробот на Александар Македонски ќе биде најголемата атракција на светот, каде речиси сите народи во светот ќе доаѓаат на поклонение пред гробот на великанот Александар. И уште нешто. Доколку владата на Мицковски, па и Давкова, без разлика на разни закани од западните сили, без разлика на притисоци, време е да се свртат кон БРИКС, отфрлајќи ја за секогаш таа нацистичка, фашистичка Европска унија, начело со Урсула фон дер Лајн, која потекнува баш од фашистичка фамилија. Со влегување во БРИКС нема да бидеме контролирани каде оделе парите што правиме дома и слично, што чаушите на Европската унија сето тоа го прават како некои диктатори. Тогаш ќе се отвори патот на свилата, односно водниот сообраќај ќе се отвори каде ќе пловат трговски бродови, а и патнички за пократок пат, но тоа ќе биде Дунав, Морава во Србија и Вардар, па се до Егејско море. Верувам дека знаете да Кина ги има откупено пристаништата во Солун и Пиреја, така да, значи, ја имаме шансата да се направи таа Дунавска, Моравско-Вардарска долина. Што значи, за владата на Мицковски е вистинското време да се сврти кон БРИКС и да сврти на таа скапана Европска унија, која полека се распаѓа, зашто многу фирми во државите од Европската унија се затвораат, а пример ќе ја земам Германија, Deutsche Welle банката, фирмата за автомобили не е само германска, веќе тука и американска, авиокомпанијата Lufthansa нон-стоп е се уште на штрајк, се прават протести, што значи кризата си го доби своето, а старите што велат, рибите можеш најмногу да ги фаќаш кога е матна водата. Токму затоа, како и председателот на Србија Александар Вучич и при неколкуте атентати што беа направени врз него, заканите од Европската унија и Америка, Србија, иако не е во Европската унија, тој не се предаде. Им кажа отворено дека НАТО не му треба не и треба на Србија, а тој нема да слуша никого. Ќе соработува со секоја една држава каде има поголем интерес, но нема да дозволи никој да му каже во неговата држава што да прави. А тука вклучувајќи ја и Русија и Кина, каде Сони веќе влезе во БРИКС. Може би затоа со многите инвестиции Србија е една од најнапредните држави во Европа, вклучувајќи ги и државите во Европска унија. Се надевам дека и Мицковски ќе почне подлабоко да размислува и конечно да се сврте кон БРИКС, затоа тоа е и светлата иднина свртувањето кон БРИКС. И ние македонците треба да се сплотиме, да се здружиме и сите заедно да тргнеме со големото ура. А како што отпочнав, колку е значајна љубовта или почитувањето меѓу нас, така и ќе завршам. Љубовта е патот, вистината, животот за сите нас. Па ајде заедно со молба кон Бога и активност да го донесеме воскресението за Македонија. Слушам салјадови, старци сами сал се жалат и тугинци на слики фалат.
postana, stranci ti je postana, domoj prazni ostana ja. Razbudi se, Makedonijo, tvoj ta sila, evo mladi te, otvorim širom porti i vrati gi vo pregradki. Otvorim širom porti i vrati gi vo pregradki. Da работат, заработат, да живеат, уживат и за крила да им бидеш, достоинство да им дадеш. Школи деца да наполнат, джагорце где да донесат, насмејани лица цели, а не тажни по свет бели. Разбуди се, Македониjo, твојта сила, ево младите, отворим širom porti i vrati gi vo pregradki. Razbudi se, Makedonijo, tvojta sila, evo mladite, otvorim širom porti i vrati gi vo pregradki. Otvorim širom porti i vrati gi vo pregradki. И на крај да одиме со вестите од Македонија. Во Македонија за гласање беа пријавени само 210 бугарски државјани. Премиерот Христијан Мицкоски рече дека очекувал повеќе и се надева дека идната бугарска влада ќе биде со јасна проевропска и добрососедска ориентација. Можам да кажам дека сум благо разочаран поради нискиот одзив на македонските бугари, бидејќи само 250 македонски бугари се заинтересирани да учествуваат на овие избори, од оние според Радев и луѓето околу него повеќе од 200.000. Очекував излезеноста да биде малку поголема, но истовремено очекувам дека граѓаните во Бугарија, кои што гласаат во Бугарија, ќе изберат премиер, односно председател на владата, кој што ќе биде јасно проевропски ориентиран, добрососедски ориентиран. И во случај Радев самиот да формира влада и во случај таа да биде коалицијска, не треба да се очекува отстапки од Софија од познатите позиции од 2022 година, смета поранешниот амбасадор Ристо Никовски. Според него, потребна е дипломатска офанзива од наша страна. Во односите со Македонија, у Бугарија нема да променат ниту овие парламентарни избори, ниту следните 10, веројатно 20 и повеќе. Било да се држуваат тие како сега на 6 месеци или во редовни 4 години. Бугарската политика према Македонија е зацементирана, вековна и нема никаков повод ни причина да се менува. Напротив, тие може да бидат презадоволни, бидејќи своите екстремни фантазмагори и историски синдроми
успеа да ги вметнат во преговарачката рамка, преку која Македонија никогаш нема да влезе во Европската унија. Според тоа, топката е во нашиот двор и ние сме на потек. Ако сакаме било какви промени, ако сакаме навистина да одиме према Брисел, што е интерес и на државата и на граѓаните, ние мораме да тргнеме во акција и да ги промениме сегашните состојби. Прво и основно, Македонија мора да расчисти во односите со Бугарија, и тоа на еден радикален начин, бидејќи тие односи ќе се постават на равноправна и реципрочна основа, бугари кај нас, македонци тамо, или Бугарија никогаш нема да не пушти во Европската унија. Да се разбереме, утре да го смениме уставот, ништо нема да добиеме. Задуте да ги почнеме преговорите и да ги завршиме за 3 месеци, на крајот од денот Бугарското собрание ќе мора да го ратификува нашето членство. А ви тврдам и гарантирам, Софија никогаш нема да не пушти во Унијата како македонци, ако не прифатиме дека сме бугари по род, дека имаме јазик кој е нивни дијалект и дека историјата ни е заедничка, односно бугарска. Македонија е меѓу првите 3 држави во Европа кои примениле најмногу мерки за справување со ценовните шокови по ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток, кажа премиерот Христијан Мицкоски на денешната пресконференција, повикувајќи се на анализи на Меѓународниот монетарен фонд. Според него, ова е демант на критиките од опозицијата, но лидерот на СДСМ Венко Филипче и денеска ги повтори оценките дека мерките се задоцнати и половични. Сандра Спасовска. Македонија е трета земја во Европа која вовела навремени мерки за спречување на ценовен шок за своите граѓани по војната на Блискиот Исток. Ова го покажале податоците од анализите на европско ниво кои ги спровел Меѓународниот монетарен фонд, објавени на 15 месецов, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. На пресконференцијата рече дека со ова се побиваат сите критики од опозицијата дека државата не реагирала на време и соодветно. Се сеќавате, изминатиот период Социјалдемократскиот сојуз и останатите коалициони партнери на Социјалдемократскиот сојуз во поранешната влада, како што е Демократската унија за интеграција, велеа дека доцнеме со мерките, дека тие мерки не биле доволни и така натаму, но според Меѓународниот монетарен фонд, податок објавен на 15 април, односно тоа е пред неколку дена, 4 дена, можете да забележите дека ние како држава сме на 3-то место според мерките кои што сме ги примениле како процент од бруто домашниот производ во Европа. Лажеа за мигранти, лажеа дека ќе сме банкротирале, лажеа дека ќе нема за пензии, уште што ли све не излажаа, па така излажаа и за мерките кои што ги применивме. Презентирајќи ја компаративната анализа пак која тие изработиле како влада, Мицкоски уште еднаш повтори дека Македонија е земја со неевтини цени на бензините и дизелот во регионот и пошироко. Акцизите остануваат намалени до 4 мај, додека повластена стапка на ДДВ од 10% по вчерашната владина седница ќе има само кај бензините. Според премиерот, ваквата владина одлука се должи на цените на светските берзи и вели и покрај враќањето на ДДВ-то на 18% кај дизелот, повторно очекува утре да има намалување на цените во просек по £1,50. Со оглед на движењето на цените на дизел горивата на плац, заклучивме дека со враќањето на данокот на додадена вредност од 18% повторно ќе имаме намалување на цената на дизел горивото. Експресно на пресконференција по владината реагираше лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче, кој рече дека погрешните владини политики скапо ги плаќаат граѓаните. Граѓаните скапо ги плаќаат бајките и неспособноста на премиерот Мицкоски. Ги плаќаат со празни џебови и со празни фрижидери. Баравме и предупредувавме дека се потребни конкретни мерки за помош на граѓаните уште пред скоро 2 месеци, кога започна кризата на Блискиот Исток. Премиерот и владата не презедоа буквално ништо.
Инаку до крајот на април на сила останува и договорениот попуст кој ОКТА им го дава на компаниите кои се снабдуваат од рафинеријата, и тоа од 3 денари за дизел и 2 денари за литар бензин. Во однос на мерки за цените на храната, од владата остануваат на ставот дека со нив не треба да се брза и доколку се носат треба да бидат таргетирани. Една од опциите која се споменува е намалување на ДДВ-то од 5 на 0% за одредени сезонски производи. Со оваа информација ги завршуваме вечерните вести. Останете со Канал 5. Пријатно. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.